Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Љубиша Николовски. Вие следите дебатата на ТВ Нова. Регулирањето на медиумите и прочистувањето на избирачкиот список се два основни критериуми за кои што се залагаат сите политички субјекти во Македонија за да се дојде до фер и демократски избори. Меѓутоа, отворањето на веб апликацијата од страна на ДИК создаде мали дубиози или поголеми дубиози од одреден број на граѓани кои што во своите домови, освен членовите на семејството, наидува на повеќе граѓани, непознати или познати, и тоа создаде мала политичка конфузија меѓу граѓаните и меѓу политичките заинтересирани страни. Токму на оваа тема вечерва ќе дебатираме во ТВ Нова со моите гости, Тања Алтанџиева, поранешен член на ДИК и адвокат, Славчо Трпевски, директор на Агенцијата за катастар и недвижности. Добро вечер. Насер Зибери, поранешен пратеник министер, сега нотар. Добро вечер на сите. Гледам, подготвени сте со документите, со веројатно ваши помагала за подсетување за оно што ќе расправаме. Јас ќе почнам со Зибери. Господин Зибери, вие сте правник, нотар, меѓутоа најактивен како политичар своевремено. Бидејќи говориме за политички теми, можете ли од политички аспект сега да кажете зошто доаѓа до овакви политички судири, обвинувања, преоценување на состојбите пред изборите? Како оценувате оваа ситуација што настана со веб апликацијата од страна на ДИК? Од политички и правен аспект, но пред себе сека од политички аспект. Бидејќи за правните аспекти ќе говориме час и најпрво половина. дозволете ми да констатирам дека веродостојноста на избирачкиот список е оспорувана скоро од кога Македонија организира слободни повеќе партиски избори. Значи од 90-та година. Од 90-та па навака. Нема период кога политичките партии во опозиција немале забелешки за точните податоци, веродостојноста и содржината на избирачкиот список. Понекогаш тие забелешки биле повеќе конзумирани како аргумент за да се оспори легитимитетот и резултатот на избори на другата политичка партија на опонентот, отколку како сознание дека низ проблемите на избирачкиот список навистина имаме необјективни резултати на изборите, односно криво представување на волјата на граѓаните на денот на изборите. Значи секој станувало за политичка оценка. Да, и доколку ретроспективно ги гледате, ќе видите дека ВМРО ДПМН, која била во опозиција, имала забелешки по однос на избирачкиот список. Социјалдемократскиот сојуз, која била во опозиција, исто така имала сериозни забелешки за содржината на избирачкиот список, неажурирање, фантомски гласачи и така натака. Исто се однесува на партиите на албанците? Дозволете да ја довршам ова мисла. И доколку се гледа ретроспективно, повторно ќе заклучиме дека тие што од позиција на опозиција имале забелешки, после биле во влада и не направиле доволно или ништо за да тоа се смени. И навистина се често пати граѓаните со право го поставуваат прашањето на кого се адресираат сега забелешките. И едните и другите на неколку наврати биле и опозиција и власт и никогаш не успеале да имаат прочистен, веродостоен, кредибилен избирачки список врз основа на кој ќе може да се произведуваат изборни резултати, барем по тој основ неоспорани. Зашто нели резултатите од изборите се оспоруваат по повеќе основи. Зошто не го решават? Дозволете. И патем политичките партии на албанците имале забелешки во однос на веродостојноста на податоците кои ги содржи избирачкиот список, но секогаш
наоѓале изговор или алиби дека они немаат податоци во однос на органите надлежни за водење на таква евиденција, како што е МВР, Управа за водење матични книги и други институции надлежни за располагање со ваквите податоци. И сега, конечно, и со ова ќе завршам, се поставува прашањето зошто ова не е направено. Мислам дека малку проблемот се предимензионира, дека не е толку од овие размери проблемот сериозен, но мислам дека и во одредени периоди на одредени политички структури им одговара статус-квото со избирачкиот список. Мислам дека е крајно време овие дилеми да се симнат и да повторам, по овој основ барем резултатите на изборите да не бидат оспорени. Морам да ве потпрашам. Им одговара да го употребат, злоупотребат или зошто? Многу е чудно ако сте биле во двете ситуации како власт и опозиција. Нема друг одговор, доколку имате забелешки за одредена ситуација. А сте во положба тоа да го исправите, а не го правите тоа, тоаш... Госпоѓа Алтанџиева, во терминологијата кај новинарите во јавноста и во политичките партии говорат за така наречени фантомски гласови, дека сега се појавиле фантомски гласови. Што се тоа фантомски гласови? Луѓе кои што не постојат или постојат, а не се тука? Може да објасните за каков вид на граѓани станува збор, за каков вид на гласачи? Јас би се надоврзала пред да одговорам на прашањето на дискусијата на господинот Зибери во однос каде што од таа дискусија влечам еден заклучок воопшто и како граѓани на Република Македонија и вклучително и како учесник и член на Државната изборна комисија. Значи, тоа е доказ дека во Република Македонија ние долго време немаме конзистентна изборна политика. Од тука нормално е и она господинот Зибери што кажа дека кога било која политичка партија, значи кога е во опозиција, најлесно е како средство за политичка пресметка да се земе избирачкиот список и за цело време пред изборите истиот да биде напаѓан и оспорван од разни причини. Меѓутоа, сегашната политичка криза во Република Македонија наметна една подруга димензија и фокус околу избирачкиот список. Ако се знае дека избирачкиот список е јавна исправа, кога велиме јавна исправа, значи таа е заснована врз сите податоци, значи врз регистарот на државјани на Република Македонија, кој што го води Министерството за внатрешни работи. Од друга страна, избирачкиот список и впишаните податоци во избирачкиот список се врз основа на други исправи кои што имаат карактер на јавна исправа. Значи тоа е личната карта, тоа е патната исправа. Од тука не може да се земе за зло дека Државната изборна комисија раководи или води избирачки список во кој што има неточни податоци. Затоа што сите податоци кои што се впишани во избирачкиот список и од Министерството за внатрешни работи, и од матичните книги, и од доставените податоци на судовите, значи се засновани на други веродостојни докази од страна на други државни органи. И од тука се додека во соодветна судска постапка, односно управна постапка, не се докаже спротивното, овие податоци се сметаат за вистините. Господине Алтанџиева, вие бевте член на Државната изборна комисија. И мислам дека дел од она што говореше господин Зибери, иако и на своја душа можеби има, бидејќи тој беше и власт и опозиција, вие бевте член на ДИК. Сите очи и тогаш беа вперени во ДИК и ДИК се обвинуваше дека не го прави. Зошто не го направивте тоа што требаше да го направите? А вие постојано се правдате на ист начин дека ДИК нема доволно ингеренции за да го направи тоа што треба да го направи. Дали сега е така или само тогаш беше така? Видете вака, значи во 2011 година и со измените на изборниот законник и предходно имаше законски беше пренесена надлежноста, меѓутоа реално не беше пренесена надлежноста околу избирачкиот список. Значи ако
се зборуваше во јавноста како да избирачкиот список е некое механичко предавање на CD или на некаква дискета која содржи податоци за граѓаните кои што се гласачи во Република Македонија, меѓутоа тоа не е така. Значи тоа е сепак една сложена операција на обработка на податоци, кај што беше вклучен Државниот завод за статистика и сега ќе биде од испомош како помошно тело на Државната изборна комисија и не сте во право кога велите, мислам не сте во право, меѓутоа не се во право тие што ви забележува. Да, значи погрешна е перцепцијата дека Државната изборна комисија не направила ништо, направила се максимално колку што можела и колку што било во нејзина ингеренција. Сега со овие измени на изборниот законник реално е пренесена надлежноста околу водењето на избирачкиот список. И затоа не случајно не се вели Државната изборна комисија го сочинува или го составува избирачкиот список, го води и го ажурира. Значи тоа водење подразбира прибирање на податоци од други државни органи за кои што однапред се смета дека се веродостојни бидејќи се од државни органи и врз основа на таквите податоци Државната изборна комисија го води, го ажурира и еве сега нели го прочистува избирачкиот список. Оно што ме прашавте на почетокот и вашето првично прашање околу фиктивните гласачи, односно фантомски гласачи. Значи тоа по дефиниција за фантом нема, меѓутоа алузија на секој од нас е дека фантом е некој што не постои. Значи фантомски гласачи се смета, еве по мене лично мое мислење, сметам дека е лице кое што не постои, кое што има измислен матичен број и кој што некој со злоупотреба го впишал во избирачкиот список. Без лик. Тоа е неможно. Видете вака сега, значи обвинувањата од страна на опозицијата е дека се ставале лажни фотографии, се фотографирале други луѓе, имало измислени матични броеви влезени во системот на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа таа постапка ниту е докажана, ниту пак до сега некој граѓанин за некој друг што се вели кажал дека е фантом. Од друга страна, фантомски гласач е исто така и лице, едно лице кое што поседува две лични карти. Значи едната е веродостојната лична карта каде што има матичен број кој што е значи точен. Ликот на фотографијата во личната карта е вистинскиот, а другата лична карта би имала, еве да кажеме, хипотетички зборуваме, би имала некој друг матичен број и истото лице би било впишано на некое избирачко место. На друга адреса. Да, на друга адреса. Значи, ова е исто така злоупотреба, затоа што не може едно лице да поседува две лични карти, две адреси, и не сме ниту два матични броја, ниту сме да гласа. Ако се сака, може да се. Значи, ние збориме законски и по закон за лична карта. Не може забрането. Забрането е по закон за лична карта да се поседува две лични карти, затоа што има луѓе кои што при вадењето на нова лична карта задолжително мора да ја достави до Министерството за внатрешни работи старата лична карта заради поништување. Доколку имало некои што не ги вратиле, а истите биле злоупотребени, тоа е друга работа. Значи за тоа органите на прогонот, ако има таква ситуација, би се докажала и тоа е лесно докажливо, би кажала. Господин Трпевски, катастарот е една од институциите која е во списокот на 10 институции од која се земаат податоците за вкрстена проверка на избирачкиот список. Вие вчера имавте едно објаснување кое беше обид да се објаснат овие дубиози кои настана, дека тоа не е нешто страшно, дека станува збор за како велите вие, непостоење адресар кој што ќе има дата на податоци соодветна, бидејќи праксата во Македонија покажува дека со години има изместени или нерегулирани адреси на живење на голем број граѓани, особено во внатрешноста, така? Се трга и еве и оваа дискусија. Започнавме од една претпоставка дека избирачкиот список не чини. Знаете, кога ќе тргнете од таква претпоставка, сега ние бараме одговор за нешто што не знаеме дали е така. Да се подсетиме, само пред 2 години имаше прочистување, тоа под мониторинг на Европската унија, токму на прочистениот на избирачкиот список.
и имаше избори, имаше гласање и завршија тај што завршија. Сега сме пак истакнати под еден предизвик повторно да правиме прочистување на избирачкиот список и добро е што се прави прочистување на избирачкиот список. Додека трае прочистувањето на избирачкиот список, се јавија овие фантомски гласачи, под наводници, се јавија разноразни дубиози, користејќи ги податоците токму од веб страната на Државната изборна комисија. Значи, избирач е лице кое што е државјанин на Република Македонија, кое што е деловно способно, кое што живее на во изборната единица во градот, односно во општината каде што треба да гласа и треба да има валидна лична карта. Тоа е дефиницијата за избирач. Значи, полнолетен граѓанин. Не која му е неговата адреса. Ако збориме за адреси, потеклото на адресите е многу одамна, значи од векови наназад има адреси. Но развојот на адресите, развојот на адресните системи во светот е во постојан напредок и подем. На ниво на Европска Унија, како и во Македонија, адресите се воделе хартиен, на хартија, но експанзијата на градовите, експанзијата на селата доведува до тоа да едноставно нешто што е утврдено во минатото треба да се подобрува и треба да се менува. Европската Унија во 2007 година донесува Inspire регулатива за преку 36 типови на геопросторни податоци меѓу кои адресите. Која година? И 2007 година. Значи тоа е прв чекор за 36 типови на податоци меѓу кои адресите дека треба да се стандардизираат на ниво на Европска Унија и треба да се обработат во електронска форма. 7 години биле потребни на Европската комисија да ја донесе деталната спецификација како треба да бидат адресите на ниво на Европска Унија. Тоа се случило во 2014 година. Сите европски држави, вклучување и Македонија, сме во потрага, односно во потера, во промена на законските прописи, во усогласување на сите закони со европската регулатива, со европската директива, се со цел адресите како еден насочен податок не само за државата, туку и за бизнис секторот, за граѓаните, за целокупното општество, да ги усогласиме, да ги ставиме во еден современ адресен регистар кој ќе служи на сите, вклучително и на избирачкиот список. Значи, сакате да на некој начин да се одвои она што е политичка оценка за тоа дали е избирачкиот список прочистен или не, од адресите на живење кои што не мора да бидат директно во врска со злоупотреба на избирачкиот список. Бидејќи проблеми секогаш имало и ќе има околу адресите на живење на граѓаните, но тоа не е во директна... Проблеми има, но се надеваме дека ќе нема. Значи, ако сегашната регулатива, имаме закон за именување на улици и куќни броеви и други 11 закони кои што имаат определен дел кои што ја регулираат оваа материја, кажува дека државата води евиденција за улицата и за куќниот број на објектот. Збориме и за општини, за држава, али тоа е веќе нагоре. Значи, сегашната регулатива упатува на тоа дека не се води евиденција за влезот, за катот, за станот. Збориме за урбаните места. Сегашната регулатива нема процедури како се определува улица или уличен систем во села. Затоа не се случуваат на една адреса да биде цело село. И сега ако пребарате во таа адреса, ќе се дека во едно село, во една куќа во тоа село, ако сакаме да злоупотребиме, се водат 500 луѓе или 1000 луѓе, што е апсолутно неточно и невозможно. Рековме дека тоа сепак доведе до конфронтација меѓу лидерите на политичките партии. Јас предлагам да се подсетиме на тоа што изјавија Заев и Груевски вчера, токму околу оваа дубиоза што настана со веб апликацијата на ДИК. И проследиме изјавите. Државната изборна комисија по наши информации очекуваме овој викенд да ги соопшти податоците од споредбата на базите. Според наши информации очекуваме повеќе од 100.000 сомнителни или така наречени неконзистентни податоци од самите бази на податоци, кои што сами по себе покажуваат дека оваа власт не само што ги крадела парите на граѓаните, туку ги крадела и гласовите на граѓаните. Овој гласачки список со се адресите во него е истиот во последните 20, 30, 40, може и повеќе години. Што од секогаш во Македонија имало лица кои што ги менувале адресите, а не ги пријавувале. И тоа не е
некое кривично дело. Во овој случај се злоупотребува од страна на СДСМ. Кривично би било доколку некој гласач гласа на две места. Значи, гласа и на старата адреса, гласа и на новата. Тогаш е кривично и за него, и за некој ако му возможува тоа. Но во овој случај немаме таква ситуација, само имаме дека некој граѓанин се преселил од едно на друго место и не ја пријавил адресата во МВР, најчесто затоа што и не знае дека треба да се пријави. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Господин Зебери, од вчера ги знаете изјавите. Зајавили 100.000, веќе некоја конкретна бројка, и ми се чини дека таа 100 до 200.000 од секојаш се прорекува во македонското општество. Груевски вели не гласаат адресите. За бројката навистина не сакам да шпекулирам, зашто таа толку станува еластична, така да може несериозно да делува да цитираме со бројки. Но определувањето на адресата кај граѓаните е клучен елемент во утврдување на идентитетот. Граѓанин не може да добие лична карта доколку не му е одредено и утврдено адресата на живење. Значи, еден граѓанин во земјава може да има само една адреса и еден матичен број. Значи, не е така едноставно тоа што... Да, тоа не е така едноставно, прво. Второ, дека е многу битно тоа заради фактот што по адресата ќе се одреди местото кај што ќе гласа утре граѓанин, државјанин на Република Македонија. И по тоа после се креираат изборните места, избирачките места, изборните единици и така натака. Тоа е значи клучен елемент за да може да се утврди кој граѓанин во која изборна единица на кое избирачко место гласа. Но тоа се утврдува која избирач пристапува на избирачкото место, прва работа е утврдување на идентитет на гласачот врз основа на валидна издадена лична карта во која освен сликата на носителот на исправата стои име, презиме, матичен број и адреса. Значи тоа е точен податок врз основа на кој се утврдува дали Љубиша има право на ова избирачко место да гласа или не. Доколку не е така, значи членот на избирачкото место на комисијата треба да го одбие, да не дозволи еден граѓанин да го користи правото на глас. Зошто по адреса на документот со кој се утврдува идентитетот, тој не припаѓа таму. Јас мислам дека државна... Ако дозволите да ве прекинам само тука околу адресата. Значи, избирачкиот одбор го спроведува гласањето. Ја зима личната карта, доколку избирачот е впишан со адресата што е впишана во личната карта. На тоа избирачко место, избирачкиот одбор не може да одбие, односно да не дозволи да гласа. Јасно, доколку се поклопуваат. Се поклопуваат, да. Се извинувам ако ве разбрав погрешно. Сакам да продолжите околу ДИК. Да. ДИК, значи, сега ќе има можност да добие појасна слика. Зашто претhodно господја Алтанџиева убаво кажа. Надлежностите на ДИК според последните измени на законот и надлежностите кои ги имаше ДИК пред тоа се диаметрално се разликуваат. Значи сега ДИК и ќе го води и ќе го ажурира тековно, перманентно, постојано, ќе ги следи податоците, се разбира доколку органите навреме го потхрануваат системот кој сега ќе биде инсталиран во Државната изборна комисија.
И мислам дека добро е што ќе се централизира системот на водење на избирачкиот список, за да не може да се префрли вината, топката, МВР, Управа за водење матични книги, катастар или трета, четврта институција, Завод за статистика и така натака, туку точно ќе може да се адресира одговорноста кај субјектот кој е надлежен по закон за тоа. Пред да ви дам реплика, господин Трпевски, мислам дека ова искажување на Зибери го сваќам јас како мала реплика на вашето искажување, дека не е толку наивна ова 120 луѓе живеат на една адреса во село, не знам каде, и дека сите тие кои ќе одат на гласање покажуваат една лична карта и гласа. Очигледно, па другиот дел веројатно се однесува на тоа кога ДИК ќе ги води контролата, ќе мора да има релевантни податоци кои пак зависат од ова за што говорите вие. Да, значи сегашниот систем на водење на адреси, споредбено со системот кој што го наметнува Европската унија, главната разлика е немањето на географска компонента. Каде се наоѓа објектот, односно каде се наоѓа точната адреса. Сега во дигиталниот свет сите кога патуваме од една до друга локација, поготово подалеку, користиме разни навигатори на кои што ја пишуваме адресата за да стигнеме до конкретната адреса. Ние тоа го пишуваме во букви, кажуваме таа и таа адреса, тој број. Но во позадина имате координати, имате цел географски систем кој што треба да ве донесе до таа адреса. Министерството за внатрешни работи, личните карти ги издава, односно местото на живење, живеалиштето за кое што збориме, ги издава само врз база на валиден имотен лист или врз основа на договор за закуп склучен врз основа на легален објект. Значи, само во тој случај местото на живење може да се впише во личната карта. Но од кога, ако се вратиме наназад, од кога имаме имотни листови за објектите, катастарот до 1988 година водел само евиденција за земјата, не за земјишен катастар. Само земјишен катастар. Од 1988 започната е акцијата за водење и на објекти во катастарот. До 2005 година, до пред влегувањето на Светска банка, само 46% од територијата на Македонија биле запишани објекти. Во 2012 година, сега, пред 4 години, се заврши постапката на систематско запишување, каде што се запишаа сите објекти кои што има градежно-техничка документација. 2011 година се отвори можност за легализација на дивите градби. 360.000 граѓани пријавија дека имаат толку диво градби на територијата на Република Македонија. Тоа е равно на град Скопје, од прилика, плюс минус толку. А пазете, живеалиште по лична карта се дава само ако имате имотен лист или договор за закуп каде што има имотен лист. Зарем требаше на тие 360.000 граѓани да не им се издаде лична карта? Да, ова би кажал, факти кои што говорите. Да, говорете, значи дали ДИК има такви можности и време стално да ги ажурира списоците на база на овие податоци е прашање. ДИК нема друга алтернатива освен да ги ажурира податоците врз основа на тие добиени податоци кои што се впишани адреси во личната карта. Значи тоа што кажува директорот околу начинот и постапката иднината визијата околу оформување на централен регистар, би кажала адресар на ниво на Република Македонија согласно препораките на Европската унија е сепак би кажала една потреба на Република Македонија, меѓутоа за конкретниот случај сега околу избирачкиот список, значи со проверката, со вкрстената проверка, со електронската проверка на податоците и на утврдување на идентитетот, овие причини каде што запишани избирачи се на една адреса, би кажала, ќе се расчисти таа дилема. Затоа што ако се утврди дека лицето е НН, запишено на адреса СС, да кажеме, тоа лице, а се утврдува преку единствениот матичен број. Се утврдува преку вкрстената проверка со совпаѓање во повеќе бази на податоци. Еден од условите на Државната изборна комисија е да има совпаѓање во најмалку 4 бази на податоци. Значи, и сега, например, ако е бројката пријавени околу 2000-3000, значи колку беше заклучно со денес, не знам, меѓутоа не е исклучено дека
еве да кажеме, и сите, и половина или определен број, значи никој од нас тука не може да лицитира со квантум на гласачи кои би отишле на страната на спорни гласачи, меѓутоа спорноста на адресата би се елиминирала со утврдување на идентитетот на гласачот и утврдување дека на таа адреса впишана во избирачкиот список, кој што е сега на онлайн апликацијата на Државната изборна комисија, гласа во конкретно избирачко место. Што значи, мислам дека вкрстената проверка ќе расчисти некои од овие дилеми. Околу тоа, дали е тоа бројка од 100.000, 200.000, 50.000, значи не знаеме, не можеме да шпекулираме. Меѓутоа, не сите лица кои што ќе бидат на страната, еве условно кажано, крстени како спорни гласачи или неконзистентни гласачи, се фиктивни гласачи или гласачи кои немаат избирачко право. Значи, тоа во соодветна постапка ќе се утврди и Државната изборна комисија сигурно и ќе заседава и ќе одлучува врз основа и ќе направи селекција на сите тие спорни гласачи, значи кој е правниот основ што овозможува или го оспорува правото на глас. Господин Зебери, ако немате реплика... Не, само да додадам. Значи, прашањето е дали одредено лице во дадениот момент, во критичниот момент, кој има право на глас, а тоа значи дека е државјанин на Република Македонија, полнолетен, со неоспорена деловна способност, таквото право го користи два пати во процесот на гласање. Тоа е само спорно. Да. Тоа тешко се утврдува. Тоа ќе заправо многу лесно се утврдува. Што е ќе се утврди? Друго. Ама спорно е само ова. Токму така. Дали одреден граѓанин во критичниот момент гласа и во Ѓорче и во Газибаба. Така. Тоа е само спорно. Инаку, во принцип, не можете да му го оспорите правото на глас на државјани на Република Македонија, кој ги исполнува критериумите што ги истакнавме. Зашто спротивното би било прекршување на избирачкото право. Токму така. Еве јас би додала, ако е кривично дело незаконито впишување, еве да кажеме, нели незаконито запишување на избирачи во избирачкиот список, на лица што немаат избирачко право, а се впишани, и за тоа е предвидена казна затвор од најмалку 5 години, иста е казната така. И исто е кривично дело бришење на избирач од избирачки список, а го има тоа право. Кој го има тоа право, а му го спори. И затоа јас не мислам дека со леснотија било кој од државните органи ќе се впушти во бришење. Не е тоа едноставна работа за да кажете ќе ги избришеме овие спорни гласачи. Значи мора, согласно таа методологија на Државната изборна комисија, согласно сите позитивни законски прописи, да се утврди идентитетот на гласачот. А тоа би кажала и за информатичарите, извинете, само да довршам една секунда, и за информатичарите, и за програмерите кои што седат во неколку тема во Државната изборна комисија, што се предложени од сите политички партии, верувајте, за 10 секунди ќе утврди дали лица НН 20 или 100 на број ги има во најмалку 4 бази на податоци и ќе каже дека се спорни или не се спорни. Не едно е... Заради тоа овој вакуум на изминатата недела и викендов кој што доведе до би кажала отсуство на институционален одговор и на Државната изборна комисија и на Министерството за внатрешни работи околу гласачи кои што ги има на апликациите на иста адреса. Значи, ние не прејудицираме дека сите тие се фиктивни гласачи, ниту пак прејудицираме дека сите тие се гласачи кои што во 100% имаат избирачко право. Меѓутоа, информатичарите во Државната изборна комисија можеа, ако има аналог од надлежните, за кратко време да утврдат дали овие, ако не за сите, барем за оние јавно медиумски експонирани случаи кои што беа изнесени во саботата, во неделата, каде што мораше и претеничката Рангелова да оди на лице место да се провери. Да стекнува на доверба, значи тоа не е... Ама тоа мора, ако основната цел е градење и враќањето на довербата во избирачкиот список, ние мора да имаме брз институционален одговор. Значи не може Државната изборна комисија да не заседава во сабота и во недела,
Не мора да има Кога може парламентот да заседава? Не мора да има пишан правилник или не знам каков подзаконски акт за да соработува со Министерството за внатрешни работи, ниту пак да чека да ги свикува премиерот на преодната влада. Затоа што во овој момент и во овој период не само домашната јавност и меѓународната, сите очи се вперени во Државната изборна комисија за јакната со експерти во нејзиниот состав. Сите очи се вперени во избирачкиот список, а од тоа зависи иднината на Република Македонија. И ако е така, не може ние спокојно да седиме и да чекаме да се договориме како ќе функционираме. Или со недели да не може да се договарат околу утврдување на методологија, како ќе се прави вкрстување. Заради тоа, уште една реченица само ќе ве молам. Заради тоа ние имавме манифестација на принцип во правото што се вика само помош. Значи, граѓанинот е принуден сам да излезе и да го оспори или да го утврди фактот кој што некој јавно го оспорува. Случајот со Рангелова, меѓутоа има уште многу гласачи кои што не се во можност ниту медиумски да се експонират, ниту имат средства да одат во друга општина да потврдат или да оспорат дали се тие или не се. Јас пак ќе прашам, делумно разбирам, а мисля, че дел не ми јасен околу бришењето од избирачкиот список. Ако не е така едноставно, ако е казниво бришењето, случајот да еден гласач гласал на две избирачки места со две лични карти или на било кој начин, што ќе избришеме? Едната лична карта ќе му избришеме или него ќе го избришеме од избирачкиот список или пак само ќе го казниме? Значи тоаш не може никој да биде избришен од избирачкиот список. Ако е државјанин на Република Македонија. Да одговорам за тоа прашање. Добро, јас го оставам ќе го кажам, во секој случај експертот е спротивен од мене. Значи, фаќањето на адреси како причина за некој да нема право на глас е опасна алатка. Губењето на право на глас сепак е тоа еден вид свето право запишано во Уставот. Да му скратите на некој право на глас е недозволиво во 21 век. Во текот на вчерашниот ден бе во општината Јагуновце, во селото Копањце, каде што сите луѓе се запишани на иста улица, улица 101. Цело село е запишано. Како да им го скратиме тоа право? Живеалиште без систем на улици. Нема уличен систем. 90% од селото немаат уличен систем. Како да им го скратиме на тие граѓани право на глас? Тоа е недозволиво. Нејасно зошто на еден граѓани сите се запишани на една куќа. Сите имаат своји куќи без разлика. Не се запишани во една куќа. Ви објаснете. Тие живеат, секој си живее во своја куќа. Со свој број. Да, но селото, во адресата не е воспоставен уличен систем. Нема улица. Нема улица. Туку таа улица е најчесто, или селото е најчесто еден број и сите се запишани во тој број. Затоа ги правиме реформи сега, што не се од сега започнати. Во програмата од 2014 година веќе е ставено дека Република Македонија мора да го согласи своето законодавство со европските стандарди. Во моментот се прави нов закон за адресен регистар, а после неговото носење треба 11 други закони да се усогласат со постојниот закон. За ова сега што го збориме, да граѓаните да бидат запишени на една адреса сите, да нема можност да нема влез, кат, стан. Овој проект до кога треба да трае? Овој проект сега го започнуваме. Првата верзија од законот е веќе пред мене. Работната група работи на носење на нов закон. Тај мешовита работна група во која што се сочинети експерти од катастарот, од Министерството за внатрешни работи, од Централниот регистар, од Министерството за правда. За отприлика 15 на дена истиот ќе биде достапен и до владата и до јавноста. За 2 години ќе биде завршен? За јавна расправа. Паралелно со тоа, Агенцијата за катастар на недвижности работи на софтверското решение. Ние цело време збориме за хартиени податоци кои што треба да ги споредуваме. Тоа е супер тешко и невозможно да се направи. Работи на софтверското решение каде што најнапред сите постојни податоци ќе бидат проверени на терен, усогласени и вметнати во тој нов софтвер, во тој нов адресен регистар, каде што пристап ќе имаат сите граѓани и сите институции.
Промената на адресата во тој систем ќе значи известување до сите државни институции, промена на адресите во сите државни институции. Секој граѓанин да може да пристапи и да види која е адреса кај што сакам да патувам или која е мојата адреса запишана таму. Тоа се европските стандарди. Кога ќе биде готов овој проект? Значи, овој проект, софтверското решение ќе се развива отприлика околу 9 месеци. Во рамките на тој развој ќе пилот општини, тоа е Кисела Вода, тоа ќе биде општината Зелениково и градот Свети Николе како пилот општини кои што треба да ги усогласиме адресните податоци согласно Inspire директивата и очекуваме во следните 2 години да ја покриеме цела Македонија. Значи некаде до 2019 година Република Македонија треба да добие адрес и регистар по сите европски стандарди. Значи тоа ќе имаме фер и демократски избори. Не зависи адресите од изборите. Едно со друго е, мислам дека и не е само во селата, не е само во селата и во градовите кај што улиците имаат краци, значи има тоа е во урбани средини, за да биде појасно, попластична ситуацијата. Сите населени места во Тетово, рурални, надвор од градот. Сите населени места рурални во Гостивар, надвор од градот, се водат со иста адреса. И во Скопје така, во Зелениково. Еве, пример ќе ви наведам. Село Боговојне, улица 101 ББ. Тоа е тоа. Сите се ББ. Сите. Значи, сите села во Тетовско, сите села во Гостиварско. И сега вие влегувате на сајтот на Државна изборна комисија, пишувате село Боговиње, ББ, име и презиме на некој човек таму. И може таму да те изфрли за 500.000 луѓе или 2.000 луѓе. И сите живеат во една куќа, не е апсолутно. Добро, само ставате должни како ќе се избрише некој од избирачкиот список. Тоа не ми го дообјаснивте. Значи како ќе се избрише? Вие поставивте прашање. Кој ќе биде избришен ако тоа свето право и секој ќе биде избришен секој оној што е запишан на незаконит начин, односно лице кое што нема избирачко право. Ако не е државјанин, односно бил, а има донесено решение за отпуст од државјанство, ако не е деловно способен, починато лице. Добро, за починати лица, за деловно малолетни лица, значи тие ќе бидат избришани. Доколку има такви. Меѓутоа тоа се утврдува во соодветна постапка. Денеска ДИК имаше средба со амбасадорите, имаше кратка седница. Предлагам да слушнеме 2 изјави на членовите на ДИК, да видиме што ново решил ДИК и што им презентирал на амбасадорите. Комисија сериозно пристапи кон разгледување на овие известувања. На вчерашниот и денешниот работен состанок беа надминати поголемиот број од различните гледишта, значи, односно различниот основ како да се постапува по истите. И за денеска, значи, сепак мора да потенцирам дека Државната изборна комисија најсериозно ќе ги разгледа сите поднесени пријави и таа, значи, како позитивна страна, значи, го зима учеството на граѓаните, активното учество на граѓаните, со цел, значи, и укажувањата нивни, со цел за што поадекватно ажурирање на податоците во избирачкиот список. Во тој контекст, значи, имам неколку предлози во врска со 9 основи, значи, кои што се врз основа на кои што се категоризирани, значи, пријавите на граѓаните, забелешките на граѓаните. Ќе одам основ по основ. Предлагам да по основ 1, значи, лицето за известувањата на граѓаните дека лицето не е државјанин на Република Македонија, да се задолжи стручната служба да се обрати до Министерството за внатрешни работи за да даде за да го провери овој податок и да даде известување до Државната изборна комисија по овој основ. Во фокусот им беше докаде сме со вкрстените проверки, докаде со логистичките подготовки за теренските проверки, колку пријави има од граѓани во однос на апликацијата објавена на нашата веб страна. Граѓанската проверка на избирачкиот список е од исклучително значење и ние по овие известувања ќе постапиме соодветно, истите ќе бидат проверени и соодветно адресирани. Ги преземаме сите активности за да успееме во дадените рокови да ги
преземеме активностите кои треба да ги преземеме согласно новите измени на изборниот законник. Теренската проверка ќе биде извршена согласно усвоените методологии за кои претходно добивме согласност од 4 политички партии. Таму се наведени сите активности кои Државната изборна комисија треба да ги преземе. На теренска проверка ќе бидат проверени сите сомнителни случаи кои ќе произлезат од вкрстените проверки. Не има насекаде. Поврзуваме се што е важно. Овозможуваме комуникација со брзина на светлината. Поврзуваме илјадници домови со иднината. Ја имаме најдобрата мрежа во Македонија. Токму затоа не одбравте за најдобар национален оператор. Госпожа Алтанџиева, како ќе коментирате овие изјави на членовите на ДИК? Добро, денеска Државната изборна комисија, членовите на Државната изборна комисија беа на состанок со 20 амбасадори во клубот на пратениците и разговараа, ги информираа околу текот на сите активности што ги преземаат. Ова што слушнавме од членовите на Државната изборна комисија и на председателот на Државната изборна комисија е дека има напредок во нивната работа, дека ги селектирале сите пријави за белешки кои што се стигнати од граѓани на онлайн апликацијата и дека ќе овластат стручната служба, односно правната служба, која што е новина сега со измените на изборниот законник, за да може да со непосредно проверување да изврши во базата на податоци, односно во службените евиденции на Министерството за внатрешни работи по однос на пријава дека некое лице не е државјанин на Република Македонија или слично, дека не е полнолетно, односно дека нема право на глас. Значи, по однос на другите спорни гласачи, како што изјави председателот на Државната изборна комисија, тие согласно методологиите кои што ги има усвоено истата, ќе врши теренска проверка на така наречените спорни гласачи. Меѓутоа, лично мислење имам дека вкрстената проверка, сега со завршувањето на вкрстената проверка, многу од овие пријави и апликации што се стигнати до Државната изборна комисија, ќе биде расчистена дилемата околу статусот на тие лица за кои што се упатени пријави до Државната изборна комисија. Затоа што, како што кажав и предходно, доколку нив ги има во најмалку 4 бази на податоци, а истите тие лица се содржани во некаква, да кажем, пријава или барање од страна на некој граѓанин, заради нејаснотија од увидот во избирачкиот список, тие сигурно нема да бидат на листата на спорни гласачи. Господин Зибери, имаше вчера недоразбирање меѓу членовите на ДИК како да се постапува со забелешките на граѓаните. Дали како представки или како по службена должност? Како мислите дека ќе се надминат овие дилеми меѓу тоа? Што со овие забелешки се? Тоа се само занимација за народ или тоа предизвикува некое правно дејство кое што треба да се изрегулира? Добро, тоа се само информации сега. Ништо повеќе. Како информација која може да послужи како индиција, која треба да се провери. И толку. Проверката ќе покаже дали забелешката на граѓанинот е основана или не. Дали ќе се постапи некој да се избрише од списокот или ќе остане. Значи, тоа е само информација која на ниво на индиција може да упатува Државната изборна комисија преку нејзината правна служба да постапува. Ја го мислам истото, ако може да искоментирам. Значи, имаше колку што слушна вчера од медиумите околу расправата меѓу членовите на Државната изборна комисија, дали да постапуваат по службена должност или да постапуваат како барање по кои би требало да донесат решенија. Значи, како барање, како акт. Ако одлучат тие да одлучуваат како по барање, тоа Државната изборна комисија би требало да донесе 3000 решенија. Ќе се поплави. Сама ќе се поплави. А кој ќе биде странка во постапката? Значи, бидејќи ние сега имаме пријавување на некој од Скопје направил увид на лица во Прилеп. Значи,
не се однесува непосредно на пријавителот, значи тој нема статус на барател и да оствари некакво право. И заради тоа точно е што вика господинот Зибери, тоа се само информации, меѓутоа и за нив ја мислам дека требаше Државната изборна комисија, тоа што им го земав за зло, хајде, ако може така да се коментира, дека не одреагираа брзо заради тоа што на јавно-медиумските презентирани случаи требаше. Тоа се уште повеќе. Вие велите дека тоа брзо се решава компјутерски интернет со вкрстена проверка за секој... Значи, Државната изборна комисија треба да постапува по службена должност. Тие информации, тие, да кажам, пријави се само поттик повеќе за да постапуваат и да преземаат акција. Тоа што кажав, за некои податоци можат сами да ги проверат. За некои треба во соработка со Министерството за внатрешни работи. За други треба во соработка преку Министерството за правда до судовите. За трети треба во увид во службените евиденции каде што се водат матичните книги. Значи, во секој случај се индиции или забелешки по кои што таа би требало да постапува, меѓутоа вкрстената проверка за дел од тие забелешки ќе ги елиминира. Затоа што забелешките, се повторувам веќе неколку пати околу истото, се однесуваат на лица за кои што вкрстената проверка би покажала дека не се во групата на спорни гласачи. Господин Трпевски, говоревте за проектот дека ќе трае 2 години, јас направив мала шега дека тоа ќе имаме фери демократски избори, но од сите вас можам да заклучам дека од сега натаму сериозно се работи на прочистување на избирачкиот список, сериозно почнувате проект со адресарот, за дата на податоци и во руралните средини, во градовите, но некако постојано како сега работиме со термини кои што ни стојат над вратот. Изборите, значи тие се поместија еден термин сега е јуни. Дали начинот на подготовки на овие сериозни забелешки кои што ги работи државата на овој или на овој начин, овие термини им прават да се постигнат термини кои што се политички определени или не? Значи дали, како да кажам, висат над вратот на институциите кои што треба да работат во една нормална атмосфера? Не, апсолутно. Што се однесува во делот на адресите, апсолутно не. Зашто мислам дека сите констатиравме дека адресите не гласаат. Гласаат луѓето и дека не можеме, спомнавме примерот со Боговиње, да земеме здраво за готово дека луѓето тие живеат 500 луѓе или 1000 луѓе на една адреса и сега сите нема да гласаат. Апсолутно неточно и тоа не може така да го постапиме. Значи јас спомнав, во програмата на владата на Република Македонија 2014-2018 новиот адресен регистар стои. Во програмата на катастрот пандан на владината програма адресниот регистар стои. Сега сме 2016 година. 2 години работната група напорно работи да стигнеме до првиот нацрт на закон. 2 години имаме огромна поддршка од шведскиот катастар, преку СИДА проектот со техничка, стручна помош да стигнеме до ова ниво до кое што сме денеска стигнати. Не можеме ние да кажеме или ќе имаме адресен регистар или ќе имаме избори, или ако немаме адресен регистар, ќе имаме нефер избори. Не можеме да ставиме на таскот на вагата рамниште на тие две работи, бидејќи никогаш и не биле рамниште. Не можеме да кажеме дека затоа што сега идат избори, ние правиме адресен регистар. 2 години напорно работиме тоа. Имаме одлична соработка и голема помош од швеѓаните. И ќе го изработиме ова. Ви спомнав, 2014 година е годината кога Европската унија ги пропиша стандардите, не за Република Македонија, специјално за сите членки пред се на Европската унија, а ние сме аспиранти и секако сакаме и ние да ги усогласиме нашите бази на податоци, да ги створиме податоците компатибилни со Европската унија. Катастарот во 2012 година, кажав, заврши со процесот на систематско запишување. Но процесот на дигитализација на своите податоци, на катастарските планови, на објектите, се уште трае. Во моментов имаме 95,1% дигитализирани парцели и објекти. До крајот на оваа година ќе биде завршена комплетна дигитализацијата. За да направите адресен регистар, основата е парцелата, основата е дигитален објект. Без тоа нема и каде да ги ставите податоците. Нема каде да ги закачите овие координати кои што се бараат. Секој влез во Република Македонија ќе добие своја координата, а секој влез е своја адреса. Така да градењето на системите во Република Македонија
но и во Европската унија. Воопшто во овој дел не заостануваме. Погрешно е сваќањето кога кажеме дека ние заостануваме во овој дел со Европската унија. Не, напротив, чекориме заедно. Се сложувате дека Боговиње и други рурални средини се водат на една адреса. Така и во Европската унија. Предпоставувам дека така, но исто така имаше еден феномен кој што предизвика реакции во јавноста, тоа е дека гласачи се наоѓаат на објектите на неколку амбасади во Македонија, на полициски станици, на државни објекти, на згради кои што се срушени, куќи кои што не постојат. И тоа е малку иронично, па после беше објаснувањето дека кај амбасадата имало некоја куќа. Таму немаше ништо, наистина не постоеше ништо. Да, или во Прилеп, например, имаше гробишта. Во Прилеп, например, запишени за Центар за социјални работи, а тој центар пред неколку дена го запишавме во катастар и сосема спинувана информација, воопшто не се работи за тој објект. Значи, во овој период има многу спинови кои што ова теренската проверка ќе го покаже. Теренската проверка ќе го покаже. Има многу граѓани, за жал, кои што се иселиле од една локација на друга локација, а не го пријавиле своето ново место на живење. Знам, ние говориме за доверба, бидејќи довербата е политички инструмент кој што создава чувство дека е се во ред, дека избирачкиот список е коректно направен, па и преку адресите. Ако вие видите дека има 20 на американската амбасада или 5 на полициска станица во Лисиче, знаете, создава во ваква политичка зовриена атмосфера малку недоверба дека повторно нешто се случува и ние можеме да направиме многу дебатни емисии за да ги објасниме детално дали за тоа има нешто или нема криминал. Има само политичка злоупотреба. Апсолутно нема ништо друго. Значи, теренската проверка, вкрстените на предподатоци, потоа и теренската проверка ќе покаже дека ова е само една голема фарса. Она што ја поддржува Малтанџиева, што кажа, што надлежните институции, ДИК, МВР, не излезе на време и да ги каже овие состојби за кои што ние вечерва зборуваме. Освен тоа, се зголемува недовербата. Господин Зебери, за термините за кои што говориме. 17 април, ако не се лажаме, крајниот рок за прочистување на избирачкиот список. Значи, тоа е еден месец од сега напред, некој ден повеќе. Објективно, постојат сега веќе услови за да се постигне овој рок, за да може потоа да се продолжи со процедурата на проверка и распишување. Доколку ДИК институциите надлежни за соработка и координација со ДИК се спремни ажурно, експедитивно, навремено да постапуваат, може да се постигне еден оптимален, идеален секако нема да биде, но некој оптимална представа за избирачкиот список може да се постигне. Зашто, уште нешто да кажам. Ние не можеме само заради тој факт да бидеме заложници на идејата постојано да се одложуваат изборите. Ние конечно треба да имаме избори. Се разбира, не било какви избори. Не избори кои нема да бидат прво прифатени, признаени од граѓаните на Република Македонија. Тие кои го даваат гласот на денот на изборите, чија политичка волја треба да се артикулира низ системот. Но исто така, да има политичка подкрепа и верификација од релевантни меѓународни институции кои за тоа се надлежни. И ќе добиеме позитивна оценка за тоа. Но се разбира, значи, тој период мора да се оптимализира, не може до безкрај да оди. Доколку Државната изборна комисија сметаше дека во дадениот период кој беше предвиден за поместување на изборите, не е спремна од било кои причини, кадровски, технички, оперативни, не знам какви, требаше на време да каже. Да не ги става и другите институции сега, уште еднаш собрание да заседава, уште еднаш да се донесе друга одлука и така натака. Значи, мора еднаш институциите, надлежностите, утврдени со закон, да ги извршуваат во рамките на предвидениот рок. Да, па Државната изборна комисија е единствениот орган во моментот во државата кој ги ужива сите привилегии. И како технички услови, и одговорности, и човечки ресурси, и финансиски услови, и најголемата одговорност, би кажала, на членовите на Државната изборна комисија.
Во секој случај сметам дека ќе има доволно време, затоа што Република Македонија многу пати спроведувала предвремени избори со скратени рокови кои што се утврдени во изборниот законник. Сега е специфична малку ситуацијата околу прочистувањето на избирачкиот список. Меѓутоа, да не се сфати погрешно дека 17 е рок до кога треба да се прочисти избирачкиот список. 17 е денот кога се распишуваат изборите, меѓутоа до тој датум, нели, онака како што се договорија политичките партии, е датумот до кога и со теренската проверка ќе се заврши, ќе се утврди, значи, кој е тој број на спорни гласачи кои што не би требало да бидат во избирачкиот список. Меѓутоа, да не заборавиме дека после тоа, согласно изборниот законник, избирачкиот список повторно се става на јавен увид. Кој трае 20 дена и во кој рок секој граѓанин за себе или за друг, вклучително и политичките партии, имаат право да вршат увид во избирачкиот список, во неговите податоци, да поднесуваат барања за запишување, дополнување или за бришење на податоци. Има сега и една нова законска одредба каде што политичките партии по завршување на јавниот увид им се доставува од страна на Државната изборна комисија во рок од 5 дена избирачкиот список. Имат еден примерок и они во наредните 5 дена имаат право да ги достават сите забелешки, односно барања за бришење на податоци, односно за избирачи за кои што сметаат дека немаат избирачко право. Сметам дека тоа се добри законски предпоставки и секој од учесниците во изборниот процес, и граѓаните, и политичките партии како релевантни учесници во изборниот процес би требало да ги искористат максимално дадените законски можности во смисла на градење на атмосфера за враќање на довербата во избирачкиот список. Затоа што ако останеме на една константа, на статус-кво ситуација, уште пред распишување на изборите и за време на изборната кампања, дека избирачкиот список е неверодостоен, дека изборните резултати нема да бидат признати, тоа не оди во прилог ниту на политичката партија, а најмалку би кажала на Република Македонија. Дали дополнително предизвикуваат и северниците проблеми околу нивните адреси на живење, околу нивното гласање, околу нивната должина на отсутност од државата и како тоа во иднина може да се реши? Да, јас само би се надоврзал на претходното прашање, сега кој нова ќе пробам да одговорам, иако мојата експертиза повеќе во делот на катастарот, не во делот на изборното право. Значи, ако се вратиме наназад, за 15 дена се спроведе попис во Република Македонија, кој што опфаќа не само население, туку опфаќа и земјиште, опфаќа и згради, опфаќа и стопанство и така натаму. Така да не да има време, има и премногу време. Оно што го слушнавме пред малци од ДИК, од членот на ДИК, кој што кажа дека сите оние прибелешки, забелешки или се оно што ќе се јави како недоследност при ова вкрстено проверување, секако прво ќе биде проверено во институцијата, а потоа и на терен. Кажува тоа дека многу мал број, а и да се голем број, истите ќе бидат проверени заклучно, тоа е повеќе од сигурно. Да се подсетиме само, во рамките на избирачките одбори. Во Република Македонија, како не се лажем, имаше околу 3000 избирачки одбори. Внатре има по 10 члена. Тоа се 30.000 луѓе, кои што, ако им дадете 500.000 да проверуваат, ќе ги проверат можеби за 2 или 3 дена. Така да, секако има доволно време да се стигне со сите проверки и еднаш за секогаш избирачкиот список да се трне од масата и да има она потребна доверба која што е неопходна за фери демократски избори, иако сметам дека тоа беше само едно алиби. Кај гласањето на диаспората е сосема друг начин на пријавувањето. За гласање таму, кога што јас знам, постои временски период, имаме активна регистрација, каде што гласачите треба да се пријават и тие што ќе се пријават и ги исполнуваат условите за гласање, понатака ќе имаат право и да гласаат. Така да не би ја мешал диаспората во цела оваа работа. Овде јас би се надоврзала, ако ми дозволите, само дека оваа состојба со овие податоци во избирачкиот список се со состојба 1.12.2015 година, така што заради јавноста пред се да не биде изненадена дека сите починати што се значи после 1.12.2015 година нормално се наоѓаат во избирачкиот список.
Токму така тие се пресекоти на оние што има одземена деловна способност, тоа не е ажурирано од страна на судовите. Така што сега на 17 април, која ќе бидат распишани изборите, наредниот ден Министерството за внатрешни работи доставува нова база на податоци на Државната изборна комисија, така што тогаш ќе имаме една друга ситуација и, би кажала, друга состојба на избирачкиот список, затоа што гледате, тоа е жива материја, значи флуктуирачка, се менува и сега Државната изборна комисија има месечна обврска за ажурирање и водење на избирачкиот список согласно измените, а Министерството за внатрешни работи 4 пати во годината да доставува ажурирани списоци за бројот на издадени биометриски исправи и за правниот основ врз основа на што се издадени, плюс и она обврска и можност законска на членовите на Државната изборна комисија да вршат увид со непосредно, би кажала, проверување. Господин Изабели, почнеме со политика, дека од паметот били повторно таму, бидејќи во една претходна дебата овдека го отворивме, можеби беше хипотетичко прашањето, што откако ќе се утврди таа фамозна бројка на фантомски гласачи, можеби е мала, можеби е голема, не знаеме во кој дел од земјата ќе се најдат такви случаи, но бидејќи нам ни е задача да претпоставуваме дадени ситуации, да бидеме подготвени за нешто што ќе се случи, беше прашањето околу тоа, бидејќи во јавноста се говореше за иселениците, дека тоа биле 90.000 главно претежно албанци, па имало иселени, па имало мртви личности, па се говори за 100, за 150.000 луѓе. Тоа се големи бројки, кои што значително влијаат врз изборниот процес, но значат, бидејќи Македонија има изборни единици со одредена бројка на луѓе кои што гласаат таму, дали битно би се изменил балансот меѓу изборните единици, доколку се утврди дека тоа се однесува на една или две изборни единици, како тоа да се постигне законската обврска на плюс минус 5, така што знам. Вашиот коментар околу... Македонија има пропорционален регионален изборен модел, што значи изборен модел со 6 изборни единици, каде што бројот на избирачи во една изборна единица плюс минус е дефиниран и законски лимит е ставен плюс минус 5%. Иако се менува од време на време. Да, ама затоа има и промени после во... Да. Што значи? Дека доколку се утврди дека избирачкиот список отстапува до таа мера што ќе го намали или зголеми бројот на избирачи во одредени изборни единици, тогаш ќе се доведеме во ситуација да избирачкиот список, односно изборните единици, да не бидат во согласност со одредбата на Законот за избори, односно изборни единици. Таа отстапка не може, значи, да го надмине законскиот лимит, а тоа пак предизвикува законски измени. А доколку собранието се распушти на 17 април, значи нема орган кој може тоа да го коригира. Нема орган кој може да изврши измени. Јас мислам дека имаше изјава од председателот на Државната изборна комисија во соработка со Министерството за правда, дека имаат информација дека се изготвува закон околу измени за меѓу 5-та и 6-та изборна единица имаше отстапување, ако се сеќавате. Ама тоа е направено врз основа на постојните податоци. Ние хипотетички сега збориме, доколку има големи отстапувања, да. Зашто во тој случај пак ќе го нарушиме тој основен принцип на еднаквост на гласот во изборни единици. Значи, не сите изборни единици ќе произведуваат изброј на гласач, на пратеници, на мандати, а не со изброј на избирачи во изборната единица. Значи, сите овие нови проблеми, нови дилеми, Ако ние го прочистуваме и утврдиме дека нема големо отстапување, тоа сме постигнали една цел. Меѓутоа, ако целта на една... Јас затоа и пред малку реков. Значи, ние не можеме да бараме идеална ситуација. Значи, практични проблеми низ процесот ќе се појават. Да се обидеме
тие проблеми да ги надминеме во тој временски период, за да се стекне она што господја Алтанџева упорно го тврди. Да се стекне доверба кај граѓаните по однос на избирачкиот список. Дека тој е веродостоен документ врз основа на кој се дава правото на глас на граѓаните на територијата на Република Македонија. Доколку тоа успееме, тогаш ќе се врати и довербата во резултатот кој ќе го произведуваат изборите. А тоа е многу битно. Зашто тоа е основа за стекнување на легитимитет, а легитимитетот е почвата врз која се гради кредибилитетот на органите кои ги произведуваат изборите, а тоа е собранието, владата и сите органи. Трае една минута овој промоцијата на проектот за кој што говорите. Аз предлагам да го погледнеме кон крајот на емисијата, па уште малку да се навратиме на него. Несомнено говориме за дик избирачкиот список, но бидејќи адресарот е можеби не директно составен елемент на тоа, иако е важен, на што укаже и господин Зибери, сепак е значаен државна проект кој што ќе има значење во иднина за Македонија. Тоа е малку школски, но подсетува на важноста на утврдувањето на податоци. Конечно тоа видео изработено од Европската комисија и финансирано од Европската комисија и преведено на македонски јазик, се со цел да се види значењето на сите овие геопросторни податоци кои што треба да дојде до хармонизација и симбиоза на тие податоци на едно место да бидат собрани. Ајде една минута погледнеме видеоматеријал. Што значат всушност просторните податоци? Секој ден сме поврзани со локацијата, со случувањата во просторот, со природните феномени и со човечките активности, што го одредуваат одговорот на прашањето каде. Ги користиме адресите за да одредиме локацијата во изградените подрачја. Тој систем го користиме при доставата на домашната адреса. Например, кога доставуваме пошта, весници, млеко, различна стока или услуги на одредени адреси, па дури и во другите држави. За да ги разбереме и успешно да ги примениме просторните податоци, потребен ни е едноставен просторен јазик. Со оглед на тоа што живееме во ерата на дигитални информации, за се создаваме апстрактни модели користејќи ги дигиталните податоци. Користејќи ги формално договорените просторни единици, ги одредуваме географските локации, континент, држава, локална единица, како што е област, општина или град, населба, статистичка единица или катастарска парцела. Преку директивата Inspire на Европската Унија се дефинираат елементите на просторниот јазик дадени во анексите 1, 2, 3, каде што се наведени како основни елементи од 34 теми на податоци. Меѓу нив спаѓаат и следниве податоци: административни единици, адреси, катастарски парцели, транспортна мрежа, живеалишта и биотопи. Еве ме на Пелистар како да сум на врвот на светот. Дури и од тука можам да споделувам преку најдобрата мрежа во Македонија. Ја користам новата смарт тарифа на Телеком и за прв пат можам интернетот кој не сум го искористила во овој месец да го сочувам и да го искористам во наредниот. Со новиот смарт постпейд на Телеком за прв пат во Македонија сочувајте го неискористениот интернет за наредниот месец. Одберете и вие смарт и уживајте во неограничена комуникација и супер брз интернет. Плюс одберете го вашиот омилен Samsung по супер цена. Кога ќе биде конечно чист избирачкиот список? Имавте коментар дека и после утврдувањето дека е чист? Да, апсолутно. Ако сакаме да имаме избирачки список, како што имаме онлайн катастар, да имаме и онлайн избирачки список, неопходно е сите овие податоци кои што сега рачно или се собрани, и катастарот ги даде своите, и други 9 институции ги дадоа своите податоци и се ставија во еден компјутер, во еден систем кој што треба да ги измечира сите овие податоци. Неопходно е да се поддржи и длабоко да се поддржи проектот на владата на Република Македонија за интероперабилност на податоците на сите државни институции. Значи, на тој начин, катастарот веќе е дигитализиран, ги има онлайн своите податоци, да ги дистрибуира до избирачкиот список. Истото треба да се однесува и Министерството за
за внатрешни работи, исто треба да се однесува и од сите оние институции кои што сега, Фондот за здравство, Фондот за пензиско, Централниот регистар и така натаму и така натаму. На тој начин ќе се добие во секој момент да имаме избирачки список, избирачки список прочистен, затоа што сите оние податоци кои што се активни, актуелни во секој од овие посебни регистри ќе бидат веднаш истовремено достапни до Државната изборна комисија и избирачкиот список. Тоа е еднината. Тоа е Inspire директивата и регулативата и тоа е ова промотивно видео финансирано од Европската унија. Господин Јалпанџиева, рекол да останате должни околу иселениците и околу диаспората. Јас наведов еден пример дека добар дел од наши иселеници кога заминаа од Македонија ги продадоа своите станови и имоти. По некоја пригода добија лични карти од кога се вратија после известен период. Тие добија адреса на последното живеалиште каде што живееле. Тие сега се... Да, токму така. Значи, голем број од забелешките на онлайн апликацијата на избирачкиот список се однесува дека граѓани масовно пријавуваат граѓани кои што се иселиле од Република Македонија, сметајќи дека тие немаат право на глас. Услов за иселени државјани на Република Македонија да гласа, значи, што викаме диаспората, е да е надвор од земјата најмалку 3 месеци или на привремена работа или престој во странство повеќе од 1 година, меѓутоа со последно живеалиште во Република Македонија. Сега, што тоа значи? Тоа значи дека државјанинот на Република Македонија, кој што е иселен надвор во некоја друга земја, да регистрира каде му било последното живеалиште. Тоа не предпоставува право на собственост. Значи, тоа е моето толкување и јас така сметам. И не би имало смисла да се толкува правната норма поинако, затоа што во тој случај ќе дојде во спротивност и со уставот и со правото на глас на избирачот. Затоа што правото на глас и избирачкото право нема услов да се поседува недвижен имот во Република Македонија за да може нашиот државјанин што е надвор од Република Македонија да гласа. Значи тој секогаш ја впишува последната адреса на живење, значи последното живеалиште. Се согласувам дека значи не треба да се спори правото на глас на граѓаните заради фактот што некој поседува или не поседува недвижност во Република Македонија. Но Законот за живеалиште и престојувалиште познава само два основи врз основа на кои се одредува адресата. А тоа значи да има недвижен имот или да има договор за закуп со носител на право на собственост на недвижност. Тоа е спротивно. Меѓутоа зборуваме последно живеалиште, да го наведе последното живеалиште. Местото каде што последен пат живеел. Не, тоа е веќе друго прашање. Последното живеалиште он го имал. Истечен му е документот. Значи он нема живеалиште. Така, нема важечки документ за утврдување на идентитет. Како тој ќе добие? Не, дозволете. Како тој кој се вратил, нема веќе лична карта. Сега имаме биометриски, старите веќе не важат. Истечена му е. По било кој основ, значи нема валиден документ за утврдување на идентитет. Тој треба да се упати до службата на Министерство за внатрешни работи да го регулира престојот. Ама му дадете лична карта? Не, за да го регулира престојот, значи по законот за живеалиште и престојувалиште, значи тој треба или да има стан, односно недвижност на негово име, или треба да склучи закупен однос со собственикот на недвижноста. Доколку не е така, не може да има лична карта? Да. Ако има? Не може да има. По законот за лична карта и законот за живеалиште и престојувалиште, ова е постапката. Добро, тоа се отвора. Имаше сега тенденции во владата се работеа измени на законот за лична карта, за престојувалиште и каде што се предвидуваше една полабава формулација, каде што ќе се даде можност и на лица кои не поседуваат недвижен имот, на лица кои немаат закупен однос,
на лица кои имаат живеалиште во населено место без систем на улици и бројки. Меѓутоа, за жал не дојде на дневен ред во собрание и тој закон не е поминат. Благодарам што бевте гости во дебата. Мислам дека објаснивме некои работи и дека допрво ќе објаснуваме доколку треба, тоа не е задача. Се надаме дека гледачите малце појасно име околу тоа какви дубиози се среќаваат, дека има можност да се решат, дека се работи на тоа и се надевам дека до изборите се ќе биде онака како што треба, за да можат граѓаните да го остварат своето право на глас. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.